Драги браќи и сестри, сите срдечно ве поздравувам и посакувам навистина да имаме една посебна благословена сабота. Како што и братот Јани спомна дека ова богослужение нема да има редовен распоред, туку ќе биде малку поинакво, поразлично и верувам дека ќе биде благословено. Би сакал на самиот почеток да се помолиме, ќе отидеме на нашите колена, ја ќе се помола. Татко наш кој си горе на небесата, ти благодараме Господи од се срце, што денеска во овој саботен ден се наоѓаме во Твојот молитвен дом. Те молиме Господи за Твој благослов, да ги даде Свети Дух, да може Господи сето ова што ќе го чуеме, да може Господи во својот живот да го примениме. Во Христово име те молиме. Амин. Ова не е класично богослужение, ова е еден вид семинар кој што го држам по сите цркви и би сакал да, ако навистина почувствуваме дека тоа е тоа што го кажуваме, тоа е она што треба навистина да го правиме во својот живот, да ова богослужение биде една пресвртница во нашиот живот. Ќе зборуваме за молитвата од повеќе аспекти и сум 100% убеден дека молитвата, ако навистина практикуваме онака како што пише во Библијата, навистина може чуда да се случуваат. Ќе зборувам што кажува Библијата за тоа, ќе спомнам и неколку примери кои што во денешно време се случуваат и верувам дека може тоа не таму некаде, не знам каде, во која земја да се случува, туку може и тука, во Македонија, во Скопје, во Петар Попарсов црквата, во било која црква овде во Македонија. На самиот почеток ќе ви прикажам една фотографија, тоа е Оскар Шиндлер. Не знам дали сте чули за него. Да, Оскар Шиндлер бил германски индустријалец, шпион и член на фашистичката партија. Во својот живот успел 1100 евреи да ги спаси со тоа што отворил фабрики во Чешка и во Полска, вработил евреи и се трудел на сите можни начини да ги задржи во своите фабрики, иако било тешко. Фашистичката власт сакале да ги земат тие евреи, да ги однесат во логори. Сето богатство што го стекнал го дал на подароци, да плати мито и така натаму, се со цел да ги задржи. На крајот, пред да заврши Втората светска војна, сето свое богатство што го имал, сето го дал. И успел 1100 евреи да ги спаси. Денеска се претпоставува дека има повеќе од 6000 потомци на тие евреи кои што денеска се живи. По завршувањето на Втората светска војна, тој заминува за Аргентина, се обидува таму нешто да почне, некој нов бизнис, не успева, се враќа во Германија, повторно се обидува, на крајот не успева и до крајот на животот доживеа од донациите на евреите, поготово на тие Шиндлерови евреи. 1982 година издаден е романот Шиндлерова арка, а 1993 година Стивен Спилберг го снимил филмот Шиндлерова листа. Претпоставам дека сте го гледале. Навистина еден трогателен филм. На крајот, кога веќе завршува Втората светска војна и кога русите веќе наближуваат до местото каде што се неговите фабрики, тој свесен е дека мора да напушти и да замене за Германија, да не биде уапсен. И евреите од благодарност не знаат како да му се заблагодарат. И од забите, златните заби на еден од работниците, прават прстен и му го даваат прстенот како знак на благодарност. И би сакал таа сцена да ја погледаме, значи од тој филм Шиндлерова листа, и приметите што е она најспецифично во таа сцена. Thank you, Mr. Yere.
As soon as peace occurs, I want that cloth distributed to the workers. 2.5 meters each. It'll be done, everything you ask. We've written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Thank you. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. I could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person, Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't.
Што би го издвоиле како најкарактеристично во оваа сцена? Да, Рајче? Точно. Да. Се работи за спасението на луѓе. Тие Шиндлерови евреи денеска каде се? Ваша предпоставка. Умрени се. Да, повеќето, веројатно и сите, али ајде да кажеме повеќето од нив се мртви затоа што имало и некои деца таму, така да го предпоставам дека се уште живи децата. Ќе поменат уште 10, 20, 30 години и тие ќе починат. А колку напори, значи што не дал, значи Оскар Шиндлер за тие евреи да ги спаси. И тој самиот се овинува на крајот дека можел уште еден, барем уште еден. И колата вика да ја продадов, имав уште 10 души, ова значка уште 2 и така натаму. Тоа било Втора светска војна. И ние се наоѓаме исто така во една голема војна, голема борба меѓу Христи и сатаната. И ние сме повикани да ги спасуваме луѓето. Дали, сите ние. И се прашувам понекогаш зошто толку едноставно се бориме за овој живот, телесен живот, кога некој, например, кога некој ќе биде болен. Јас знам, еве сега, нели, имавме многу ситуации, нели, кога е короната, нели, во прашање, имаше многу критични случаеви. И се молевме, онака упорно се молевме за нив, што е и така треба да биде. Луѓето едноставно да се живи и Бог да им даде, нели, живот и така натаму. Прашањето е дали така усредно се молиме за спасението, за вечниот живот на луѓето. Си го поставам првенствено тоа прашање мене. Јас имам своји блиски луѓе кои што можеби не се во црквата, се уште го немаат запознато и се прашувам дали така усредно сум се молел за нив, за нивното вечно спасение, како што понекогаш знам да се молам за некој да биде излечен од некоја болест. Сега, кога го зборуваме за тоа, често пати ќе знаеме да кажеме дека можеби па немам дар, нели, за мисионство, како сега, нели, тоа и така натаму. Но постои една работа која што сите ние можеме да ја правиме. Без разлика дали имаме дар за мисионство, немаме дар за мисионство, и би сакал денеска да зборуваме за тоа. Ке се навратиме во Библијата, во времето кога евреите од Вавилон се вратиле назад во Ерусалим. И нивната задача била да го возобноват Ерусалим и храмот. Првата работа што почнале да ја прават е да ги возобновуваат зидините околу Ерусалим, за да може да бидат заштитени. И тоа било напорна работа, не било така едноставно. Со многу труд, со многу мака, тие успеале тоа да го направат. Нареден проект кој што им бил да го возобноват храмот. Ги поставиле темелите и тука застанале. Секој почнал едноставно да си гради своите домови, почнал животот, нели, да оди во некој тек. А Зоровавел, кој што бил задолжен за градењето на храмот, имал мака како да ги поттикне евреите со исто ентузијазам како што ги градиле зидовите околу градот Ерусалим, да го градат храмот. И никако не успело. Старите генерации кои што го граделе зидот, едноставно кажа, ние своето си го завршивме сега по младите. По младите едноставно немале некој таков ентузијазам како што го имале по старите. Од друга страна, ако читаме, нели, во Библијата, во Агеј, пророкот ќе видиме дека Бог дозволил едноставно проклество на израелскиот народ. Таму вели, ги украсивте вашите домови, ги направивте, а мојот дом запусте. И затоа вели, еве се случуваат суша да има, да нема храна и така натаму. Во една таква ситуација Зоровавел едноставно се мачел едноставно да ги потикне евреите да го изградат храмот. Не било тоа време како денешното време. Денеска имаме пари, ќе дадеме на градежна фирма ќе изгради. Таму едноставно го граделе самите луѓе. И предпоставам дека Зоровавел бил многу пати бил обесхрабрен до крајна мера. Не можел понатаму, не знаел како таа задача која што му била дадена да ја оствари. И во една прилика Бог преку Захарија му зборува на Зоровавел. Захарија 4 глава, 6 до 7 стих. Еве ги Господовите зборови на Зоровавела, не со сила, ни со снага, туку со мојот дух,
Слово е на Господа над војските. Што си ти, голема горо? Пред Зоровавела стануваш рамница. Често пати ние се, како црква, предпоставам дека се чувствуваме како Зоровавел. Се трудиме да го проповедаме Евангелието, да дојдат луѓе до спасение, да нашата црква се наполни и некако едноставно сите напори како да не успеваат. Но Бог едноставно, она што го упатил до Зоровавела, важи и за нас. Ние често пати се обидуваме со сила, со наши напори да го направиме. Но Бог вели, тоа што вие не го можете, го може Божиот дух, Светиот дух. На Зоровавела му вели, не со сила ни со снага, туку со мојот дух тоа ќе биде направено. И стварно било направено. Вели, што си ти, голема горо? Што се проблемите со кои што се соочувал Зоровавел, кои што биле како огромна планина што се испречувале пред него, пред Господа. Вели, кога Господ ќе почне да работи, тоа станува рамница, се решаваат проблемите. И ние често пати кога одиме да проповедаме, се соочуваме со многу проблеми. Секуларен, материалистички дух, луѓето незаинтересирани, се обидуваме на различни начини и некако таа некоја огромна гора се испречува пред нас. Но Бог едноставно вели, не со сила, не со снага, не со човечки напор, туку со мојот дух. Исус Христос, пред да се вознесе, ги кажал зборовете запишани во Дела 1 глава 8 стих. Велено, ќе примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот дух, и ќе ми бидете сведоци во Иерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земјата. Прва работа која што Бог, тоест Исус Христос, им дал на апостолите, не е да го проповедате Евангелието, да бидат сведоци, туку вели, одете во собата и чекајте го изливањето на Светиот дух. Дури после тоа вие ќе бидете сведоци за мене. Значи, и ти тоа го направиле. Дали претходно апостолите проповедале? Да, проповедале. Но најпрво вели Исус, чекајте го ветувањето на Светиот дух, па покасно, вели, ќе бидете мои сведоци. И ако читаме понатаму во делата на апостолите, ние ќе видиме дека чудо се случувало во тоа време во првата црква. Баш благодарение на тоа што Светиот дух делувал преку апостолите и на тие луѓе со кои што тие биле во контакт. Само ако направиме еден брз преглед на оно што се случувало во книгата на делата на апостолите, ние ќе видиме чуда. Еве ќе направиме еден таков преглед. Црквата е родена кога? На Петдесетница, кога Светиот дух се излеал. 3000 луѓе се крстиле веднаш после тоа, Петер излегува, им проповеда и од таа една проповед 3000 луѓе се крстиле. Во Дела 2:4 вели, почнаа да зборуваат како што им даваше Духот Свети да зборуваат. Светиот дух бил оној кој што им ставал зборови во нивната уста, за да може да го проповедат Евангелието. Понатаму во Дела 4:31 до 33 вели вака, сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа Словото Божие. Апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господа Исуса Христа. Вели, се исполнија со Светиот Дух и слободно сведочеа. Кој тоа? Апостолите, они истите кога Исус Христос беше раснат, се скрија во собата и се плашија да не ја доживеат истата судбина како Исуса Христа. Од каде таа храброст сега кај нив? Истите луѓе се. Што ја прави разликата? Светиот Дух се исполнија со Светиот Дух и покрај заканите кои што ги има од еврејското раководство, тие слободно вели го проповеда Евангелието. Понатаму во Дела 13 од 2 до 3 вели, кога му служија на Господа и постија, Духот Свети рече, одвојте ми ги врнава и Савла за дело за кое ги повикав. Тогаш тие откако постија и се помолија, положија раце над нив и ги пуштија. Кој кажал? Кој ги избрал Павле и Сила? Духот Свети. Како изгледало тоа? Не знаеме, не пишува во делата на апостолите. Но моќен е фактот дека не црквата, не апостолите, туку кој ги избрал? Светиот Дух, самиот Бог.
Замислите која комуникација постоела помеѓу првите христијани и самиот Бог. Понатаму вели во дела 10, Светиот Дух му заповедал на Петар да го посети домот на Корнелија во Цезареја. Ја знаеме нели таа случка. Духот му наредил на Филип да отпатува во Газа, во дела 8. Светиот Дух им забранил на Павле и Сила да влезат во Азија и Витинија, па наместо тоа ги упатил во Македонија. Те испланирали, кажале, наш план е да одиме во Азија и Витинија, таму да проповедаме. Има ли нешто лошо во нивниот план? Има ли лошо да се проповеда? Нема. Ја верувам дека и била Божја волја во Азија и Витинија таму да проповедат. И ако читаме понатаму, ние ќе видиме покасно тие отишле таму. Но вели сега не е моментот таму да одите. Сега ќе одите ваму. Кој ги водел во нивните планови? Светиот Дух. Понатаму вели напредува и одеа во страв Господов, со утеха на Светиот Дух се умножуваа. Како се умножувала црквата во тоа време? Со утеха или со работата на Светиот Дух. И понатаму во дела 15 глава, вие се сеќавате нели на тој проблем што се јавил во првите цркви, поготово во Антиохија, кога христијаните од еврејско потекло имале такво учење да едноставно оние кои што доаѓаат од паганството, кои се обраќаат, најпрво треба да бидат христијани, евреи, да се образат и сите тие обреди еврејски да ги имат, па после да станат христијани. И тука имало проблем. Се подвоила црквата. И од Антиохија праќаат пратеници до Ерусалим, и таму апостолите зборуваат, расправаат за тоа и донесуваат заклучок. И на крајот во записникот запишеле: Светиот Дух и ние одлучивме. Кој одлучил? Ние и Светиот Дух одлучивме заедно. Има ли ние храброст така во записникот, нели, на било која црква, кога имаме да запишеме така? Ние и Светиот Дух одлучивме. Духот Свети ве постави за епископи, ќе каже апостол Павле, кога зборува во Ефес на старешините. Вели, Духот Свети ве постави за старешини. И ние гледаме и понатаму, дали тоа е само еден брз преглед на сето она што се случува во делата на апостолите. Го гледаме Светиот Дух колку е присутен во сета таа црква. И нема воопшто едноставно дилема зошто таа црква толку брзо напредувала, растела и со таков експлозивен раст. Затоа што Светиот Дух едноставно бил присутен во неа. Има една многу убава мисла од пастор Тозер, вели вака: кога Светиот Дух во денешно време би се повлекол од црквата, денешната црква, воопшто од христијанската црква, 95% она што го правиме би продолжило и никој не би ја приметил разликата. Светиот Дух да се повлекол од новозаветната црква, 95% од она што го правиле би престанало и секој би ја приметил разликата. Согласуваме со ова? Во првиот дел од изјавата, што сака да каже? Ние вложуваме какви напори? Човечки напори. Но во вториот дел од изјавата, и ние тоа го видовме од ова што го читавме претходно, Светиот Дух бил тој кој што ги кроел плановите, им правил планови, кој што ги водел, ги потикнувал, кој што им покажувал како треба да прават. И тогаш навистина вели, ако се повлекло Светиот Дух, сите ќе ја виделе разликата. Сега, дали тоа што се случувало пред 2000 години во апостолската црква денеска може да се случи? Да или не? Може. Работата на Светиот Дух не е резервирана за епохи, пред 2000 години толку. Светиот Дух работи секогаш и секаде. И не е само во Африка, може да биде и во западниот свет. Веруваме во тоа, нели? Што всушност не одвојува таа реалност што се случувало пред 2000 години? Или што треба да направиме за да се случи оно што се случувало пред 2000 години во првата црква? Исус Христос во една прилика кажал, вели, и јас ви велам, молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли прима и кој бара наоѓа, а на оној кој чука му се отвара. И кој е оној татко меѓу вас кој ќе му даде на сина си камен ако побара леп?
Или ако побара риба, да му даде место риба змия. Или ако побара яйце, да му даде скорпија. И така, ако вие кои сте зли, можете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе Небесниот Татко ќе ви даде, што? Свети Дух на оние кои го молат. Ова е ветување кој што Исус Христос го дал. Ако се држиме цврсто за ветувањето кој што Исус Христос го дал, веруваме ли дека тоа ќе биде остварено? Па ќе биде дефинитивно. Дали Светиот Дух бил резервиран само за првата црква? Да или не? Не, и за нас. Исус вели, барајте и ќе добиете. Ако вие како зли сте спремни да давате добри дарови, колку повеќе, не можете ни да замислите колку повеќе, едва и чека вашиот небесен Татко да го дарува Светиот Дух на оние кои што го бараат. Потребно е што? Молитва, да го бараме Светиот Дух во иста мера. Што правеле 10 дена апостолите? Се молеле, се самоиспитувале, се каеле. И Светиот Дух во полна мера едноставно им бил даден. Елена Вајд ќе каже, првата поука која треба да ја научиме е поуката за зависност од Бога. Пред да можат да сметаат на било каков успех, тие мораат за секој за себе да ја прифатат вистината содржана во Христовите зборови. Вистина ви велам, без мене не можете да направите ништо. Ова е посебно важи за сите напори кои што ги вложуваме да го проповедаме Евангелието. Затоа што ако Светиот Дух како оној кој што го проповеда Евангелието не работи во мене, ако Светиот Дух не ми даде зборови кои што треба да ги кажам, како што читавме, нели, вели им даваше Светиот Дух што да кажат. И ако Светиот Дух не работи во на другата страна, може ли да се случи промена во нечи живот? Не. И затоа би сакал да сега одиме на молитва. Би сакал двајца по тројца, двајца или тројца во групи да се молиме за да сватиме колку е битно да Светиот Дух работи во моето срце, во нашата црква и да искрено го бараме секојдневно. Искрено да го бараме. Ја верувам дека Бог, како што ветил, тој ќе го оствари. Ако го бараме, Бог ќе ни го даде. Одиме на молитва. Групирајте се како мислите дека треба. До сега видовме дека молитвата, делувањето на Светиот Дух се клучни за раст на црквата и за напредок на Божјото дело. И денеска, сега во овој втори дел, би сакал да малку повеќе размислуваме, нели, за тоа каква врска постои помеѓу мисионството и молитвата. Но пред да продолжиме, ја би сакал да уште еден пример вистински да спомнеме. Дали препознаваме кој е овој? Дезмонд Дос, наш адвентиста кој што за време на Втората светска војна се приклучил на американската војска со цел да спасува луѓе, а не да ги убива. И поради тоа имал големи проблеми, што неговите предпоставени, па дури и другите војници го малтретирале, го понижувале, за на крајот од кукавица, како што го нарекувале, да стане нивни херои. Дезмонд Дос, кога сакале, нели, Окинава, островот да го заземат американците, тој едноставно, кога се качеле горе на гребенот, тргнале во офанзива, на крајот не иделе на голем отпор од страна на јапонците и морале да се повлечат. Сите се повлекле, сите од таа чета, освен Дезмонд Дос, кој остана сам горе, без никого, ни да го штити, ни да го чува. А и тој немал оружје. Се со цел да ранетите војници да ги спасува. А таму имала јапонски војници, како гледале дека некој е жив, веднаш го убивале, иако бил ранет. И успеал, американската војска избројала дека 100 души да спаси. Кога го прашале подоцна колку беа, он тврдел упорно дека биле 50.
i na kraju došli do компромис ни 100, ни 50, туку 75. И сега ќе ви прикажам на крајот, тој е одликуван од председателот Труман со орденот на честа. И 2016 година, верувам дека сите ние го имавме гледано, нели, тој филм, Гребенот на спасените, и таму има една сцена која што сакам да ја прикажам и ќе продолжиме понатаму. What is it you want of me? I don't understand. I can't hear you. All right. Benedict, it's Dawes. It's Dawes, be quiet. I got you. Are you in? Yeah, I can't see. Be quiet, just be quiet. Hold still now. I got you. Hold tight. There you go. Try now, try now. I thought it was blind. Keep it down. Can you walk? Oh, no. We gotta get out of here. Come on. Good. Okay, we got you. We got you. You up. You ready to get out of here? I sure am. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Help me get one more. One more. Help me get one more. One more. Намеро одбрав оваа сцена поред една реченица. Која беше таа? Помогни Господи да спасам уште еден.
Тоа е всушност повикот кој што Бог ни го патува нам, дека ние сме тие кои што сме на оваа земја, адвентистите кои што имаме една посебна вест, да ги спасеме луѓето. Ја верувам дека оваа молитва треба секојдневно од нашите усти да излева. Господи, помогни да спасам уште еден. Уште еден. Има толку луѓе околу нас кои што се уште не го имаат запознато Исуса Христа. Првенствено да почнеме од нашите семејства. Тоа може да биде син, ќерка, татко, мајка, сопруг, сопруга, сестра, брат. Имаме ли ние? Дали едноставно вапиме кон Господа, дали пекаме пред Господа и бараме со цело срце, Господи, дај прилика, делувај на Него, да може едноставно да биде спасен. Дали вложуваме во молитва овакви надчовечки напори за луѓето што се околу нас, за наши роднини, за комши, за пријатели. Од тука да почнеме. Не мора некој непознат. Овие луѓе кои што Дезмонд Доз ги спасил. Има еден документарен филм кој што е снимен 2003 година, може на српски да укуцате на YouTube, човек кој уложил приговор савести. Не знам дали го имате гледано. Тој е всушност документарен филм за него и тој веќе постар, сега е починат, да, и во тој документарен филм сведочат сите они војниците, капетанот, офицерите кои што биле. И тоа веќе луѓе, 70 над 80 години. Тие веќе ги нема, а вложил такви напори за да ги спаси, за овој живот, да едноставно да ги спаси. Поменлив живот. Живееле до 2000-та или 2010 години и починале. А тука се работи за вечен живот. Ако сме спремни да пекаме пред Господа за овој живот, колку треба да пекаме пред Господа за животот вечен за нашите најближни? Согласуваме? Да направиме една паралела. Знам, татко ми беше болен од ковид. Знам колку едноставно и сум се молел и сум плачал пред Господа. Се прашувам сами од себе, плачам ли? Пример за брат ми, кој што не е во црква. Треба многу да вложиме напор. Ја знам понекогаш напорите никој што ги вложуваме, да го убедиме да дојде во црква, да му дадеме книга, не вродуваат со плод. Но што кажал Бог на Зоровавела? Не со сила ни со снага, туку со што? Со мојот дух. Нешто што сите можеме да го направиме е да клечиме и да посредуваме за нашите најблиски во молитва. Да согласуваме? Ако Бог денеска ви проговори на вашето срце дека тоа е тоа, немојте да го одвраќате. Туку прифатете го и нека овој ден направи една пресвртница во животот на сите нас. Молитвата да ја земеме здраво за готово и да се трудиме да навистина посредуваме за луѓето денеска. Не само за нашите најблиски, за многу други луѓе кои што Бог ни ги даде. Молете се, да се молиме сите заедно, верувајте, Бог чуда ќе прави. И би сакал во овој правец да продолжиме до крајот на првиот дел. Има една книга која се вика Молитва фактор на духовно пробудување од Семи Типит. И тој има запишано следно. Пробудувањето се случува кога го запознаваме Бога како Бог на нашиот живот, Бог на нашиот дом, Бог на нашата црква. Во оваа реченица што истакнува Семи Типит? Познавањето на Бога. Тоа е клучното и затоа ќе зборуваме во вториот дел од богослужението. И понатаму вели, Исус им рекол на своите ученици да го чекаат во Ерусалим исполнувањето на Божјото ветување. Првиот повик на новозаветната црква бил повикот за молитва. Каков повик Исус им упатил на првата црква? Што да прават, да го проповедат Евангелието? Не, туку да се молат. Исходот на оваа молитва е снажно сведочење за Исуса Христа. Во дела 1.14 ја гледаме целата црква како бара да го види што? Божето лице. И ова запамтете го, ќе одиме во вториот дел со оваа тема. И вели, сите овие еднодушно и постојано беа во молитва. Еднодушно, како е граделе заедништвото првите христијани? Во молитвата. И понатаму вели, во дела 2 од 4 до 41 црквата добива сила да го објавува Христовото воскресение. 3000 луѓе се обратиле во тоа силно Божје делување. Тоа ја поттикнало црквата да продолжи понатаму со молитва.
Дела 2.42 велат и беа постојани во апостолското учење и општување и во раскршувањето на лебот и во молитвите. Постојани, јас ке нагласам, постојани во молитвите. Постојано се молеле. И вели, резултатите беа неверојатни. Луѓето се коедневно доаѓале кај Христа. Петар и Јован на пат за молитвениот состанок во храмот во дела 3 го излекуваат хромиот и проповедаат за Исус и 5000 луѓе се обратиле. Замислите кои бројки. И понатаму вели, црквата продолжила да се моли во дела 4, што се завршило со уште едно снажно проповедање на Евангелието. Во дела 5.14 тие веќе престанале да бројат колку од нив се спасиле, едноставно е само кажано, а повеќе верни беа присоединети кон Бога, множество мажи и жени. Заборавиле више да бројат. Колку многу ги имало. И на крајот заклучува, вели, ова треба да биде доволен доказ за постојање на врска меѓу молитвата и незадржливиот раст на новозаветната црква. Веруваме ли дека е тоа така? Библијата тоа го потврдува. Сега обично кога зборуваме за тоа, како подсвесно ние да веруваме дека тоа е период кој што е таму далеку и тоа е резервирано за тој период. Но тоа и денеска може да се случи. Еве сега ќе одиме на примери кои што денеска се случуваат. Значи во ова време кога Божиот народ клечи и се моли, Бог чуда прави. Еден пример е Јужна Кореја. Не знам, може сте чуле, може не. Една од најголемите, тоест најголемата црква, што постои не на ниво на држава, не на ниво на град, туку локална црква, се наоѓа таму. И таа број 700.000 верници. Се наоѓа во Сеул. Значи, не зборуваме во Сеул целиот да постојат 700.000 христијани. Разбирате? Туку локална црква, како што има црква Петар Попарсов, Шуторизери, Влае, Вера. И нема да кажеме сега има толку во Скопје да ги собереме. Туку пример да кажеме црквата Петар Попарсов во Скопје има 700.000 верници. Разбирате, една локална црква. Не. 700.000 верници. И тоа е феномен. И го прашувале, кој е успехот, покасно ќе видиме кој е успехот. Го прашувале како успеат да ги организираш тие 700.000 верниците. Не може да ги собереш на едно место. И наши адвентисти отишле, тој ме покажал книгата Евангелизам, вели, еве од тука јас го најдов принципот. Знаете како функционира таа црква на основа на мали групи? Верниците се собираат, тука и пријателите ги носат и така грижа едни со други. Има една црква, една книга црква која се моли од Питер Вагнер. Овој Питер Вагнер го истражувал тој феномен што се случува во Јужна Кореја и тоа го преточува оваа книга, црква која се моли. И бил таму, испитал, видел, доживел и тоа го пренесува во книгата. И слушайте што кажува. Секој ден, буквално секој ден, од 5 часот наутро, во 5 часот наутро, илјадници верници се собираат на молитвен состанок кој трае 2 часа. Во петок навечер, покрај утринскиот состанок, илјадници верници се собираат на седмичен молитвен состанок кој трае од 22 часот до зорите следниот ден. Во една црква, секој петок вечер на молитва се собираат повеќе од 10.000 верници. Веруваме во ова. Човекот од Америка отишол таму да се увери со своји очи и тоа го видел. Ова се случува во Јужна Кореја. Замислите, секој ден од 5 до 7, тоа е како ритуал кај нив, одат на молитвен состанок во црква и после тоа одат на работа. Вели, христијаните во Јужна Кореја купиле имот на една планина каде изграделе молитвено одмаралиште. Значи не одмаралиште да одат на одмор, на забава, одат таму да се молат, молитвено одмаралиште. Не е невообичаено да се затекнат од 2000 до 3000 молители во работните денови, значи замислите, од понеделник до петок, кога и да отидете, ќе најдете таа бројка таму, а преку виконти повеќе од 10.000. И ова ме заинтересира и почнав да истражувам на интернет и стварно има, на YouTube можете да најдете.
Значи имат посебни собичаи каде што луѓето нели одат и се молат. Одат таму стрикно за молитва. И понатаму вели кои се резултатите од една ваква посветеност на молитвата? Во текот на последните 100 години, значи само за еден век, протестантизмот пораснал од 0 до повеќе од 30% од популацијата на Јужна Кореја. Значи не се работи за христијанска земја. Okay? Плюс тоа Јужна Кореја не е земја од третиот свет. Тоа е високо технолошко развиена, богата земја. И успеале само за 100 години од 0 до 1/3 од населението да стане протестантско. Вели од 20 мега цркви во светот, кои имаат просечна посетеност од 20.000 членови и повеќе, 9 од нив се наоѓаат во Јужна Кореја. Скоро половина од тие мега цркви се наоѓаат во само една држава. Вели евангелската црква на Дейвид Јанги Чо е најголемата црква, мега црква во светот и има 700.000 членови. И сега овој Питер Вагнер кажува едно искуство кој што го доживеал таму додека бил во Јужна Кореја. И вели вака: додека неодамна бев во Кореја, го посетив мојот добар пријател, пасторот на методистичката црква Сундо Ким. Тој ми кажа дека секое утро во неговата црква 3000 до 4000 верници доаѓаат од 5 до 7 часот на молитва. И кога го чул, кажа: ова морам да го видам. Пасторот Ким се понуди да ми обезбеди превоз. Следното утро неговиот возач дојде до мојот хотел по мене и мојата сопруга, но не беше лесно. Слушајте сега што се случувало тоа утро. Големо невреме ја зафати Кореја таа ноќ и предизвика губиток на повеќе од 60 животи. Замислите кое невреме било тоа 60 луѓе да загинат. Страшно. И вели дождот и ветерот беа толку сурови во 5 часот наутро, така што се запрашав дали воопшто некој ќе го напушти својот дом за да дојде на молитвен состанок. Стигнавме во црквата со мало задоцнување. Да не беа резервирани места за нас, не би имале каде да седнеме. Црквата која може да прими 4000 верници беше полна до последното место. И на крајот заклучува: каков молитвен состанок. Замислите го ова, а? И после се прашуваме зошто таков голем раст има, нели, на христијанството во Јужна Кореја. Затоа што луѓето сериозно го сватиле тоа и се посветиле на молитва баш како што треба. Замислите, во ужасно невреме, а обично кога ужасно невреме, што ќе кажеме ние во овие краишта? Ќе си седам дома, нели, ќе се молам дома. Ме разбирате? Тие нема пречка за нив. Тоа е решено, одиме во црква, дали врне, дали е добро времето, ние сме на молитва и тоа е закон за нив. Што е тоа што потикнува 4000 верници на молитва во 5 часот наутро сред ужасно невреме? Што мислите? Светиот Дух? Како? Добро, веруваат во Бога. Очигледно е дека за кореанските христијани молитвата е значајна, ефикасна и приоритет број 1 во нивниот живот. Ова е многу битно. Кои се приоритетите во нашиот живот? Дали ви си има случајно понекогаш, ќе станете малку подоцна, треба да тргнете на работа, немате време за молитва, остануваме ли ние да се молиме колку што сме планирале, па после, макар и да задоцнам ќе одам на работа. Или пропуштаме молитвата за да стигнеме на работа. Како правиме обично? Обично, ја по себе, нели, можем да кажам, по него сум спремен да жртвувам молитвата заради тоа што им закажам некој состанок и така натаму. Нели? Кај тоа кај кореанските верници тоа го нема. Затоа што молитвата е приоритет број 1. И ќе видите на кој начин тие сваќаат молитвата. Коментирајќи како верниците имаат таква посветеност за молитва во утринските часови, Дейвид Чо рекол: бидејќи во нашите животи најбитна работа е молитвата, научивме рано да одиме на спиење. Разбирате ли поентата на оваа реченица? Значи, тие целиот свој распоред
го прават на основа на една работа. Тоа е молитвата им е приоритет број 1 и се друго во денот ќе го распоредот спрема тоа. Ние правиме обратно. Што е приоритетот во нашиот живот? Може би работата, може би некои други обврски. И спрема тоа, ако имам време, нели, и колку имам време, тогаш ќе посветам на молитвата. Пример, ме разбирате? Но бидејќи кај нив е молитвата е приоритет број 1, тие се друго. Треба да одам во 5 часот во црква, да се молам до 7, па после да одам на работа. Затоа морам да станам во 4, а за да станам во 4 да бидам свеж, јас ќе треба да се легнам во 8, во 9. Затоа што тоа не смее да се пропушти. И сето друго ќе си тече понатаму. Океј? А ние се друго ќе завршиме, например на овие простори, ако има време, тогаш нели ќе посветиме на молитва. Ја не велам дека ние не се молиме, него чисто правам споредба колку значење даваат нели на самата молитва. Девид Чо, пасторот на таа огромната мега црква, вели, го прашале која е тајната на ваквиот голем раст на твојата црква. И Девид Чо кажал, тајната на успешниот раст на црквата се состои во 3 работи. Тајна број 1, молитва. Тајна број 2, молитва. Тајна број 3, молитва. Кога тој Девид Чо го вработиле во таа црква, како пастор, црквата имала само 3000 верници. И седнала со одборот да им го каже кој е нивниот план, кој е неговиот план како да работи со црквата. И тој им кажал, мојот план е следен. Секој ден од 4 до 5 часа јас поминувам на молитва. Останатото време ќе организирам црквата. И одборниците кажал, чекај, пастор, па не те викавме ти да се молиш тука, за тоа да ти даваме плата. Ти првенствено треба едноставно да работиш со црквата, со младите, со луѓето, да ги посетуваш и така натаму. И он кажал, не, тоа е мојот принцип за работа, 4 до 5 часа молитва, останатото време работа. И прифатиле. За многу кратко време, од 3000 верници црквата пораснала на 25.000, за на крајот да дојде до 700.000. И кога разговарал со некои американски пастори, еве што им кажал. Американските цркви имаат многу програми, а малку молитва. Додека црквите во Кореја имаат многу молитва, а малку програми. Сега може да заклучиме што успева повеќе. Во една друга книга Страст за молитва е запишено следното. Слушате го ова. Времето за молитва за Девид Чо, замислете како го сваќаат времето за молитва во Кореја. Времето за молитва за Девид Чо станало толку значајно, што и рекол на својата секретарка никогаш да не го вознемирува додека се моли. Освен ако го повика неговата сопруга и каже дека го бара за нешто непредвидено и итно. Еден ден се јавил председателот на Јужна Кореја, значи не председателот на неговата црква, председателот на државата на Јужна Кореја, и ја замолил секретарката да го поврзе со Дейвид. Но секретарката одбила да го направи тоа. Кога председателот следниот ден конечно го добил Дейвид, го искажал своето незадоволство. Сакам да отпуштите вашата секретарка, му рекол председателот на Дейвид. Господине, му одговорил Чо, не можам тоа да го направам. Ми дадов упатства воопшто да не ме вознемирува кога сум на молитва. Гледајте, разговарав со председателот на Вселената и тој има предност пред вас. Замислите како став имаат кон молитвата. Знаете ли колку пати се случило, се молам и некој ми звони и го дигам погледот и гледам и ја прекинувам молитвата. Ме разбирате? За да му одговорам, затоа што знам дека итно ме бара. Кај нив нема. Значи, молитвата е молитва. Јас сум на состанок со Бога и не сме ништо да ме вознемирува. Исклучувам за светот. Затоа што јас сум на состанок со најбитната личност во мојот живот. Со Бога. Замислите кој став го имаат за молитвата. И сега би сакал да кажам некои други искуства кои што во западниот свет се случуваат, во Европа, во Америка, кои што јасно покажуваат дека молитвата има големо значење. Ова книга Молитва фактор на духовно пробудување од Семи Типит, и тој пастор Семи Типит бил повикан од друг постар пастор, значи Морис,
Тој е пастор на баптистичка црква во Монроe, Лузијана, и бил повикан за да држи евангелизација во тој град. И првата вечер во понеделникот, кога почнале да проповедат, немало ниту еден посетител, сите биле верници. И тоа траело следните денови, и овој Семи Типит му кажал: пасторе, гледаш, не вреди едноставно. Не може. Тоа било 60-тите години, кога едноставно била војната во Виетнам, се појавуваат тие движења таму, луѓето едноставно биле заинтересирани за духовното, материјалното ги влечело и така натаму. И вика: пастор, гледаш, нема едноставно, нема резултат, џабе едноставно само ќе го губиме и времето на црквата, и моето време, и твоето време. И овој пасторот Морис му вели: јас се молив и Бог ми даде ветување дека се ќе биде добро. И ти само продолжи. И продолжува, и во четвртокот 50 посетители дошле и почнал бран на пробудување. Това предавање што го одржал, толку ги допрело тие луѓе што едноставно почнале да се кајат и отворено да кажуваат кои се работи ги правели, какви одлуки донеле да го посветат животот на Бога. Во недела веќе немало место за седење во црквата, поодлучиле да се преместат во студентскиот град, и таму за кратко време и таа сала се наполнила, за на крајот едноставно да разговараат со гувернерот на Луизијана, кој бил собственик на телевизија, за да им остапи место на телевизијата. И овој Семи Типит вели: пасторе, гледаш, тука преполна е салата, немаме друга сала, а ние уште плюс ке проповедаме на телевизија да дојдат. Од каде? Как ќе ги сместиме сите тие луѓе? И овој му вели: јас се молев, се ќе биде во ред, Бог ќе се погрижи. И отишле таму кај овој гувернерот, разговарале, тој им кажал: нема проблем, ќе ви обезбедам термин на телевизијата. И самиот ги прашал, вели: а имате ли вие доволно простор во таа сала? И вика: па немаме. Па вика: може ли едноставно најголемата сала да ја обезбедиме во овој град? И се јавал до градоначалникот и му обезбедуваат најголемата сала. И на крајот, овој Семи Типит кажува: тој ден излегов од неговата канцеларија совладан од Божјата големина. Го погледнав пастор Морис, ништо не кажа, но на неговото лице му се гледаше насмевка. Во тој момент сватив една голема вистина во христијанскиот живот. Победата не доаѓа од нашите величенствени планови. Победата доаѓа од кого? Од Господа. Пасторот Морис неколку години порано ја научил таа лекција и таа лекција го направила верен и понизен човек на молитва. И он опишува каков тој пастор бил човек на молитва, колку се молел. Кога Божиот народ клечи и се моли и одржува заедница со Бога, чуда се случуваат. Чуда се случуваат. Не знам дали сте чуле за Джозеф Кидер. Тој е наш пастор, потекнул од Ирак, пребегува во Америка, таму завршува теологија, магистрирал, докторирал на полето на раст на црквата. И бил убеден дека го собрал целото можно знаење како едноставно за раст на црквата. Му дале една црква која што првенствено имало 80 верници, се договориле да прават нов молитвен дом со цел да евангелизираат и тој молитвен дом да стварно биде место каде што многу луѓе ќе дојдат. И почнале кавга и расправа, некои поделби во црквата, така да едноставно од 80 верници црквата паднала на 40 верници. Тоа се големи градови каде што имаат повеќе адвентистички цркви. И сега ако не му одговара во една црква, ќе отиде во друга црква како член. И 40 верници едноставно се намале бројот. И во тој момент него го повикуваат да биде пастор во таа црква. И човекот, бидејќи со голем ентузијазам доаѓа после студиите, после докторатот, и сметал дека може таа црква да ја подигне. Неговиот план бил едноставно направил многу планови со цел да ја подигне таа црква и да навистина има голем раст во таа црква. И вели, не 8, 16 часа дневно работев. И жена ми исто, иако имавме мали деци, таа се вклучуваше во работата.
И после неколку години, знаете ли кој беше резултатот? Што мислите, колку црквата пораснала? Тоа отишла во минус за 10. Се симнала на 30 верници. И толку бил разочаран, скршен, што кажал, јас едноставно ќе напуштам работата. Седнал позади компјутерот, почнал да пишува на председателот на конференцијата за едноставно да напушти работата. Кога веќе бил при крај со писмото, некој задзвонува на врата, излегува да види кој е и разговара со тој човек. Во меѓувреме жената доаѓа на компјутерот и чита. И се враќа Джозеф и му вели: Джо, што е работата, вели, зошто ти едноставно сакаш да напушиш пасторската работа? Вика: жено, нели гледаш, не сум ја експерт за раст на црквата, тогава сум експерт за опагање на црквата. Ако овака продолжиме, ќе останеме само јас и ти во црквата со нашите деца. Еве гледаш, од 40 се симна на 30, за неколку години крај со црквата. Треба да ја заклучиме. И жената му кажала: добро, а ти за ова разговараш ли со Бога? Се молеше ли? И он вели: тоа пасторско его, нели, кај мене, нели, не ми даваше да признаам. И вика: вака сега ќе направиме жената. Секој понеделник ќе одиш во црквата. Твоето работно време до 8 часа ќе го помениш на молитва. Јас дома исто така ќе се приклучам на молитва. И вели, ќе се моли за секој верник поединечно, ќе се моли за раст на црквата, за напредок на црквата. И отишол првиот ден, првиот понеделник да се моли. И вели, после 5 минути молитва заспав. И ги спиев сите 8 часа. Најголемиот предизвик ми беше кога ќе се вратам дома, што ги кажам на жена ми. И жена му доаѓа и го прашува: Джо, како беше? И он ви кажа: одлично, а во себе кажал првите 5 минути. Ама решил и одлучил: ако треба овој да ме убие, јас нема да се откажам од ова. Ке се молам. И продолжил така наредните 8 месеци. И вели, за тие 8 месеци стварно се посветил на молитвата, доживал навистина наново раѓање во својот живот. После 8 месеци на едно богослужение влегува, обично во таа црква само доаѓале неговите верници. Пријатели немало. После 8 месеци доаѓа едно семејство, млад брачен пар со деца, завршува проповедта, тој излегува, ги запознава и почнува да проучува со нив. За неколку месеци припремање, доаѓа моментот кога тие треба да се крстат, и сега овој пасторот Джозеф излегува пред црквата и вели: сакам, драги браќи и сестри, да ви кажам искуството кој што Бог ми го даде. И почнал да раскажува се тоа што го кажува. И вели, после 8 месеци Бог ми го даде ова семејство. Се молев и Бог направи чудо. Толку тоа било ги потикнало верниците, толку ги допрело нивните срца, што вели еден постар брат од таму излегува, доаѓа пред катедрата и вели: драги браќи и сестри, сакам да ви кажам дека ова што пасторот Джо го кажа, тоа толку ме допре, што одлучив и јас да се посветам на молитва. Моите деца беа тука во црквата, сега не се. Јас ќе се посветам на молитва и ќе барам од Господа тие да се вратат. Една постара сестра од таму доаѓа, истото, десетина луѓе така излегуваат и истото искуство. И вели, од тој момент, пред богослужение, за време на богослужение, после богослужение, во мали групи, за молитвени часови, преку телефон, во црква, нон-стоп молитва, молитва, молитва. И на крајот таа црква доживува голем раст, преродба. Од 30 верници, можете ли да замислите колку луѓе дошле и колку пораснала таа црква? 500 верници. 500 верници. И понатаму, вели во искуството Джозеф Кидер, вели, најпрво што се промени, не беше тоа црквата што почна да расте, току што јас лично доживав голема близина со Бога. Најпрво јас се промени во таа молитва, а подоцна и самата црква. Ова е еден пример кој што покажува, ако стварно се посветиме на молитва, Бог чуда ќе прави. Еве еден друг пример. Ајде да кажеме, тоа е Америка, протестантска земја, каде што вообичаено, нели, да одиш во црква, да припаѓаш некаде и така натаму. Ама во Европа е сосема друга приказната. Во Европа секуларизам постои. Во Европа едноставно луѓето не се толку заинтересирани, нели, за Господа. Поголем атеизам, значи неголи во Америка.
Се работи заедно, може би ovo сте го слушали ако сте гледали проповеди од Павел Гоја. Се работи за една црква која што имала само 9 верници. Да мислите, само 9 верници, црква. Кои што биле претежно стари луѓе, стари верници кои што за 5, 10, 15, 20 години ќе изумрат и ако нема раст на црквата, треба да се стави клуч на црквата и толку со таа црква, ќе се погребе. Се работи во Милано, во црква, во Италија. Го повикуваат пасторот Павел Гоја во Шпанија да држи семинар за молитва. И еден член од таа црква заминува во Шпанија да го слуша Павел Гоја. Се што кажувал Павел Гоја, тој запишувал. Се враќа назад, го принта сето она што го слушнал, го дели по верниците и ги охрабрува. Вика, браќи и сестри, вие немате појма како едноставно бев охрабрен тоа што Павел Гоја го зборуваше. Ние треба се посветиме на молитва за нашата црква. Ајде едноставно, во 5 часот наутро, сите ние да се собираме и да се молиме. Ја верувам дека Бог ќе даде. И почнале така едноставно, секој утро да се собираат, еден месец и да се молат за раст на црквата. Поминува еден месец, црквата и понатаму се иста. И некој кажа, па добро, шо фајде да се молиме, гледаш, се е исто е. И он им кажал, не можеме едноставно да се откажеме, ке се молиме. Вие знаете ли пасторот што кажа? Не треба да се молиме за раз и да бараме нешто од Бога. Току ние треба едноставно да го бараме првенствено Господа. Тоа да стане наш стил на живот и па макар и никогаш да не дојде никој човек во нашата црква и црквата да расте и да не расте. Ние ќе си земеме како цел ние да се молиме за да одржуваме ние блиска заедница со Бога. И одлучиле така да прават. И после 2 седмици еден комшија рано се бајле, го пресретнува еден верник и вика, бе комшија, вие знам дека вие доаѓавте тука постојано секоја сабот. Сега ве гледам секој ден сте тука во 5 часот наутро. Вика, да одржувате богослужение, што ја работате? Вика, комшија, ние одлучивме, вика, да се собираме постојано и да се молиме. Да, вика, зашо се молите? Па вика, за разни потреби, за наши потреби. Овој комшијата му кажа, слушај, комшија, имам жена која што е болна од рак, последен стадиум е, дали би сакале да се молите за неа? Кажале, зашто да не, ќе се молиме. И почнале да се молат за неа. После некој време жената оди на контрола, докторите зачудени, ракот во последен брзорахтечки рак го нема. Комшијата бил толкова одушевен што кажува на друг комшија, а и тој му кажал, па комшија, па знаеш ти мојот син е во затвор заради наркотици. А што ако ја им кажам да се молат? Па кажи им, вика. И почнале да се молат за него. За кратко време неговиот син излегува од затвор. И после некој време го повикуваат Павел Гоја да дојде во таа црква затоа што се случило чудо. И Павел Гоја оди во Милано. И доаѓа во црквата. Имате ли представа колку луѓе видел? Црква од 9 верници, претежно стари, веќе клуч да се стави на црквата. 250 луѓе. Цела населба, целото тоа мало се приклучиле во самата црква. Ако тоа се случува, што те знам, во Италија, дали може тука да се случи? Случило пред некоја година ова во Италија. Примерно едно друго искуство во Финска. Скандинавците важат за луѓе големи атеисти, скептици. Воопшто едноставно не веруваат во Господа. Најтврд терен во цела Европа е Скандинавија. И сега замислите во Финска. Ова е еден извештај на една девизиска седница кога имавме, секоја унија дава извештај секоја година. И не се сеќавам која година беше, дали 2015-16, кога бевме на таа девизиска седница од Финска, дадој ни извештај за една црква локална во Финска. Црквата си функционирала најнормално, се си било окей. И веќе почнало да опаѓа бројот, дошло време да размислуваат веќе да ја затворат црквата. Но со молитви Бог направил чудо за таа црква. Еве сега нема ја да го раскажам, туку ќе погледате тој извештај, тоа искуство и верувам дека ќе се охрабриме. И со ова ќе го завршиме првиот дел. Once upon a time, there was a small church in a faraway country. It was a very happy church,
with happy Adventist people sitting in the pews. The church was located on a beautiful campus outside the city, and it was secured by a surrounding fence of high fir trees. On the campus, there was a small old people's home, a publishing house with its own printing press, offices, and of course the church. Since the happy members had happy children, they also wanted a school for the children, the best possible church school, and it came to be. The publishing house was enjoying unbelievable success, and God was truly blessing. Full sets of Bible stories were being sold in hundreds every week. Many happy years went by. But things started to change. People on the other side of the fir tree fence did not open their doors as easily anymore. The faithful literature evangelists were having a harder time finding customers. The publishing house answered by changing from Bible stories to Conflict of the Ages series. Also, the church members grew old and tired, and they in turn answered by clinging all the harder to the proven ways of doing things. Soon there were hardly any young people in the church, and the little church struggled. The year came when the printing press had to be closed down. The church school would be next, and then the church. Yes, there seemed to be only one fate. The little happy church would have to be closed as well. However, when the church was ready to close the school, God had other plans. He used people outside the church to convince members that there is still a need for a church school in the city. Since the printing machines were gone and the space was empty, it was decided that the school will be moved into the empty space. For over 30 years, the school had struggled. In good years, there had been about 30 students, and now only 14. What would be different this time? What needs to be changed? After a lot of prayer, a couple of small things were changed. The school was open to all who share the same Christian values, and every teacher was expected to be fully qualified and know Jesus personally. Then the church decides to send a group of concerned members to the Kids University to learn about kids in discipleship. When this group comes back, they take 4 Sabbaths to drive home the obvious. Our church is dying. We cannot keep telling the few young people that one day this will be their church. It has to be their church now. We have to be intentional if we want to keep the young people in the church. So, what needs to change? Families with children moved from the balcony to the front of the church. Speakers were instructed to notice the children. The children's story was a must every Sabbath. The children and the young people need to be part of planning and executing the programs. God started working miracles. The school started to grow. The church attendance started to grow. The membership started to grow. Adventure Club started to grow. Pathfinder started to grow. New mission venues were established. Kids Action Time, Pizza Church, Now Teams, Youth Clubs, Kindergarten. Today, about 400 people enter through the gate every day to be part of the community that has grown out of that little church. All of a sudden, we have realized that God has grown the church in spirit, but also in numbers. Here are some comments when asked what is best in this community. Nurmikodissa on kaikista parasta, kun täällä on paljon hengellisiä tilaisuuksia. Nurmikodissa asukkaat ovat eloisia ja aktiivinen.
Kaikista parasta on legoilla leikkiminen. Mun mielestä parasta on täällä lapset ja lasten aito ilo. Koulussa parasta on futis. Arvostan vapautta ja kristillistä ilmapiiriä. Parasta on hyvät opettajat. Koulussa on kivointa matikka. Tässä koulussa opetuksessa saa puhua oikeasti tärkeistä asioista. Pizzakirkossa on parasta se, että täällä voi olla ystävien kanssa ja tänne voi myös helposti tuoda muita ystäviä, jotka eivät ole uskossa. Pizzakirkossa on parasta ystävät ja Jeesuksen läsnäolo. Youth Action Timeissa on mun mielestä parasta kaverien tapaaminen. Action Timeissa on parasta kasvamaan. Mä tykkään täällä seurakunnassa noista pienryhmistä. Siellä voi oikeasti aidosti ja rehellisesti käsitellä vaikeitakin asioita. Se parasta on tämä yhteisö ja kaikki ystävät täällä. Saa olla uskovien ystävien kanssa yhdessä. Täällä oppii uusia asioita ja täällä on uskovia kavereita. Tää on mukavaa ajanvietettää, täällä on kavereita. Täällä voidaan hoitaa ruumiin terveyttä ja ihmissuhteita. Mukavaa peliä hyvässä hengessä. Kaikki on tervetulleita. Mun mielestä on parasta nähdä se, että kun ihmiset, jotka tekee eri asioita, kasvaa Jeesuksessa. Täällä voi tehdä yhdessä tiimit yhteistyötä ja Jeesus on siinä mukana. Aika paljon saa olla vain sivusta kattoja, kun vaan näkee, miten Pyhä Henki toimii. Znači, ovo se slučilo u Finskoj, u Evropa, ovde. Znači, vidovme primjeri koji što se slučuva deneska, koga vernici ki se posvetat na molitva, koga jednostavno nelike go bara Svetio Duh, se slučilo ono što se slučilo pred 2000 godini. Ako to može da se sluči u Južna Koreja, koja je visoko razvijena, bogata zemlja, ne zboruvаме primjeri od Afrika, od Južna Amerika, me razbirate, od zapadnijeg sveta, od Amerika, od Italija, Finska, može li to da se sluči tuka u Makedonija? Može, samo je potrebno da se posvetime na molitva i nije lično da se posvetime na Boga. Посакувам и навистина имам желба да тоа се случи тука во Македонија, да доживееме вакво искуство, па некои други да зборуваат за нас. И на крајот еден цитат од книгата Молитва фактор на духовното пробудување. Незаинтересираноста на нехристијаните за духовните работи често е резултат на недостаток на молитва кај христијаните. Незаинтересираноста кај нехристијаните може да биде последица на незаинтересираноста кај христијаните да се молиме за нив. Зошто грешникот би сакал да размислува за вечниот живот, кога ние со години не сме заплакали и пекале пред Господа за изгубените души? Многу јака мисла, нели? Отсутството на нашите солзи и молитви може да не доведе до еден заклучок. Потребно ни е пробудување во нашиот личен живот, во црквата и во светот. Амин.